И започнуваме со првото интервју кое што го опфаќа оној дел од најавата кој што ви го дадов, а се поврзува директно со младите. И минатата година, истиот овој период, и предходната, и 12 години наназад не, но всушност може би и точно 11 години, како го најавуваме овој настан во емисија во разни форми на телевизија 24, со нас во студиото програмската директорка на Младинскиот образовен форум Ивона Кузмановска и токму со неа разговараме за тоа дека Младинскиот образовен форум по 12-ти пат го организира единствениот настан за социјален активизам или едноставно наречен Engage. И на Ивона и посакувам добре дојде. Добре те најдов. Ти благодарам на Може да ти да си преминеме одма, се надевам не е проблем. Да. Како си? Одлично. Како си ти? Утрински не секогаш баш најдобро, но во ред, за кај тебе знам дека не е проблем бидејќи си станата многу рано. Оти Engage токму денеска. Да. Да. Нема да ме псуеш дека ве извикав од терен од работа, но тоа многу ни значи и навистина благодарност за издвоеното време, бидејќи знам колку е хаотично. Дали почнато е веќе? Не е веќе почнато, но моите колеги се веќе во Младинскиот културен центар и полека, но сигурно го почнуваат процесот за се да биде како што треба за официјалниот почеток во 14 часот. Три компоненти би се нарекли или три сцени, како би ги поделиле? Три дела. Engage the Stage, каде што сите посетители ќе имаат можност да слушнат 7 домашни и странски активисти кои што ќе зборуваат на различни теми од човекови права, граѓанска ангажираност, култура, музика, активизам. Овој дел ќе трае помеѓу 14 часот и 17:30. Потоа оди оној дел на Engage the Workshops, кој што ќе трае од 17:30 до 20 часот и вечерта ќе продолжиме со Engage the Night, кој што ќе започне во 20 часот, каде што ќе имаме простор да слушнеме 6 млади upcoming бендови на Гола планина колективот, кои што ќе не забавуваат некаде до полноќ. Добро, ќе се навратиме на програмата и на деталите околу програмата, со оглед на тоа дека ете денеска петок, кој е на работа, после работа да си го исполнира времето, кој не е на работа од младите, кому му завршува учебната година баш денеска на средношколците посебно, ќе можат да си го одбележат тој ден, посебно матурантите би се рекло. Не случајно го одбравме датумот, сакавме и сите млади, бидејќи нашата таргет публика се младите, да имаат можност да заокружат учебната година и малку да здивнат од сите обврски што ги имаат до сега. Ние во позрели години малку од страна ќе стоиме, некаде ќе ги оставиме младите. Ивона, ајде да одиме со ред за гледачите кои што можеби не знаат, што е Engage, како е настанот и Engage е настан за социјален активизам кој што е организиран од страна на Младински образовен форум и Радио МОВ, поддржан од долгогодишниот партнер на настанот National Endowment for Democracy. Engage е настан што се случува од 2012 година, бидејќи се почувствува потребата она што Радио МОВ го прави во онлайн сферата од 2011 кога официјално започна да се емитува радиото во онлайн сферата, да се префрли во офлайн просторот како офлайн настан кој што ќе ги собере младите активисти од државата да можат да дискутираат за идеи, да се мотивираат меѓусебно, да бидат инспирирани од говорите кои што ќе ги слушнат, за да можат поактивно да се вклучат во заедницата и веќе во изминативе 12 години, односно 11 години, ова е 12-тото издание, имаме можност да мотивираме млади луѓе, да вмрежуваме млади луѓе и истите тие да слушнат говори на теми од човекови права, младински активизам, култура и оваа година и родова еднаквост. Во делот на изборот на темите, бидејќи веќе тоа што ме интересираше од аспект на тоа зошто е создаден Engage ми го одговори во суштина, но во делот на изборот на темите вака кога зборуваме сега, на официјалната веб страница на која што е и програмата на Engage и информациите сите за Engage кои што сакаат многу повеќе луѓе да се вклучат, ќе изнајдат имиња буквално од многу страни на светот, дури и одредени имиња за кои што верувам дека било и тешко да се стигне до нив со оглед на тоа дека дел од нив се кријат од своите влади поради активизмот и слично.
Кога ги бирате темите, што ви е приоритет? Дали задавате, да речеме, една конкретна идеја на годишно ниво, оваа година на тоа ќе се посветиме, или? Идејата позади Engage е да даде простор на сите активисти кои што направиле некоја промена во изминатата година. Многу ни е важно луѓето кои што доаѓаат да зборуваат, односно говорниците, со своите говори да имаат можност да ги инспирираат учесниците. Но во исто време и да ги промовираат оние добри работи кои што ги прават во своите локални заедници. Па затоа секоја година Engage се одредува на начин, ја следиме тековно целата активистичка структура и од оние активисти кои што ни оставиле најголем впечаток, пробуваме да ги сконтактираме и да ги поканиме да дојдат во нашата држава за да можат да го одржат говорот. Не секогаш успеваме да стигнеме до сите активисти, но пробуваме, затоа и го имаме моментот онлайн и офлайн, за да може да покриеме што е можно поголем број на активисти кои што би сакале да се вклучат, бидејќи како што и самиот спомна, некои од активистите кои што ги имаме на Engage се и од подалечни Да, имавте од места. Африка, ми се чини Лани да. имавме DJ Switch од Африка, што од Нигерија ли беше? Од Нигерија, да. Памтам од лани од интервјуто што сме правеле муабет. Додека оваа година ја имаме Гералдина Гера Гарсес од Еквадор, која што поради тоа е веќе логистички подалеку. причини не можеше да ни се приклучи во живо на конференцијата, но сакаше да учествува на конференцијата, па затоа нејзиното присуство ќе биде преку онлайн врска. Во делот на договарањето ме интересира, не да ги откриваме сега тајните, но во делот на договарањето, да речеме, дали сте наишле на можеби пречки кои, бидејќи сега веќе со хибридниот начин на функционирање преку интернет или пак во живо имате избор од Еквадор да ви бидат присутни на конференцијата, а да не се физички тука, но дали сте наишле, да речеме, на некакви други предизвици во договарањето на гостите и слично? Предизвик во договарањето на гостите е секогаш нивниот распоред. Бидејќи знам дека си ти дел во тие што преговараат со гостите, затоа тебе директно те прашувам. Да, предизвик е нивниот распоред. Секогаш кога се обраќаме, многу често досега сме имале активисти што иако изразиле желба да присуствуваат, не можат да присуствуваат, па ни велат дека молам побарајте на некоја од наредните години. И затоа и ми е многу важно, еве Engage денес, од утре почнува да се спрема следниот Engage, бидејќи е важно да се допре до луѓето да се поклопат неколку коцки за да може исти тие да присуствуваат. Така главен предизвик е всушност да се искоординираме со оние активисти кои што сакаме да ги прикажеме на Engage, да имаат вистински простор да дојдат или да се вклучат за да ги споделат нивните приказни. Во делот на договарањата, знам дека светските случувања и светските текови влијаат и на самата организација. Нормално дека пандемијата од COVID-19 е сосема јасно дека влијаеше. Како го пребродевте тој период и што научивте од него? Додека за среќа во 2020 година Engage се организираше во февруари и за малку го избегнавме официјалниот буквално за малку беше, да. на пандемијата, бидејќи бивме на 22 февруари, 10 дена потоа нели започна и пандемијата. За Engage 2021 имавме малку поголеми предизвици, но за среќа додека да се случи Engage, олабавеа мерките кои што беа за COVID и тоа беше еден од, можам да кажам, и поуспешните Engage настани, бидејќи беше еден од првите настани луѓето вака со душа чекаат да излезат на настан да одат. Да, сите беа пресреќни од вај да се видат, да ги сретнат пријателите, да се сретнат со луѓе кои што не ги познаваат, бидејќи до тој момент живеевме така малце во бабл, во страв, во несигурност и 2021 стварно беше некако издишување, но имаше своји предизвици во договарањето на самите гости, па затоа и голем дел од гостите ги имавме преку онлайн врски. Дали вака кога се навраќаш наназад Ивона, Engage го оправда своето постоење? Според мене да, бидејќи идејата позади Engage не е само да инспирира и мотивира, туку буквално нуди платформа за дискусија на проблемите, особено важни горливи проблеми со кои што се соочува нашето општество,
Па така, можам да кажам, еве, например, ќе ја издвојам една од говорниците на овој Engage, Христина Божиновска-Гикова, која што доаѓа од Сдруженијето Млад знак, кое што е Сдружение на глуви и наглуви лица, и се борат за афирмација на македонскиот знаковен јазик, за поголеми права за младите глуви и наглуви лица. И она токму ќе зборува на тема која што е како мое здравје стана гласот на луѓето со оштетен слух. За апликацијата зборуваме, така? Зборуваме, да, за сервисот Мое здравје, Да. кое што се роди како идеја на ученици од партиниот Зографски, кои што се глуви и наглуви млади, дел од клубовите за популарна демократија на МОВ, кои што решија дека голем проблем за нив е да имаат толкувач кога користат здравствени услуги или кога посетуваат здравствени установи. И така од една идеја на дел ученици прерасна во сервис кој што е општо достапен за сите глуви и наглуви лица во државата и е од суштинско значење за тоа што можеби ќе звучи чудно, но буквално за овие глуви и наглуви лица тоа живот значи, бидејќи многу е важна комуникацијата помеѓу нив и здравствените установи или лекарите да биде овозможена на начин на кој што они најлесно ќе можат да пристапат, бидејќи едно е да отидеш на лекар и да знаеш што ти кажува, иако не ги разбираш сите работи, да знаеш што треба да правиш, а сосема друго е да отидеш и да немаш таква поддршка за кога ќе излезеш да не ти е јасно што точно треба да правиш. Мое здравје е типичен пример како една идеја може да прерасне во цел еден општо корисен сервис кој што е од суштинско значење и се уште што би рекла Христина, битката продолжува за да може уште поголема засиленост на правата на глувите лица да се направи во самата држава. Вака сега слушајките се прашувам, иако дел од тоа прашање беше во претходните, но следењето, ќе го проформулирам, следењето на современите случувања, на современите текови, со оглед на тоа дека денес живееме во свет, мислам не денес, веќе подолго време, повеќе од деценија и можеби повеќе, тоа остана како флоскула, денес живееме, а тоа веќе 15 години. Живееме во свет каде што буквално сега во моментот да посакам да се прошетам по улиците на Малдиви, бидејќи ни недостасува плажа во оваа земја, би можел да се прошетам виртуелно. Значи, се можам да дознам и да добијам информација и да видам во овој момент. Недостатокот според мене мислам дека е кога имате можност се на дланка, многу ретко имате инспирација и желба тоа да го правите и да дознавате. И вака некој кога ќе ви ги собира нештата на едно место. Следејќи ги современите текови, вие треба и да знаете што се случува. Еве конкретно вие имате сега гостинка говорничка од Еквадор. Вие реално треба да сте во тек, ако сте разбрале за неа, после треба да седнете и да истражите зошто, како, што, каде влијанието нејзино во случајот, еве конкретно за неа на општеството. Да, се трудиме сите, затоа и реков од утре ќе се спомнува. Се многу, нема врска. Затоа и реков дека од утре ќе се почне да се спреба и следното издание на Engage, бидејќи навистина е процес за да се дознаат работи, да се дознае активизмот кој што луѓе го прават во различни сфери, бидејќи има ограничен простор колку ние може да дознаеме доколку не почнеме да пребаруваме. Убаво речи самиот цен е на дланка, но за да не биде на дланка треба и да решиме да побараме некои од информациите. Па така да јас и мојот тим секогаш се трудиме да може да ги следиме сите активистички случаи. Тука многу ни помагаат и новинарите од Радио МОВ, бидејќи ни кажуваат, не насочуваат кои се оние поактуелни активистички подвизи што се случиле. Но кога станува збор за се ни е достапно, и баш заради тоа сакаме да направиме Engage да биде малку повеќе од само еден обичен настан и пробуваме нашата таргет публика, односно младите, да ја држиме заинтересирана за настанот. Па така и низ годините растеме како настан и она што беше конференција за друштвен активизам во 2011 година, сега е настан за социјален активизам, кој што на страна од самите типични говори, бидејќи она што го свативме дека младите не доаѓаат за стрикно да слушаат говори во форматот во кој што започна Engage, па затоа пробуваме да воведеме новитети. Како и минатата година и оваа година имаме работилници,
Работилниците се според нас начин каде младите ќе можат креативно да се ангажираат во самиот настан, односно оваа година имаме 3 работилници. Првата, бидејќи како млади активисти се соочуваме со голем стрес, решивме дека Сифо Предраг Петрески ќе ни одржи една кратка работилница за правилно дишење и за справување со стресот. Понатаму партизанска штампа, дечките се тука за сито и реупотреблив дизајн и за време на целиот настан ќе има печатење, сито печат на Engage дизајнот, така да ги охрабрувам сите што би сакале да не посетат, да си донесат некое старо парче облека за да го ребрандираат во Engage. И исто така работилницата на ПК Македон, што ние мислевме дека е многу интересна и никој не зборува како до успешни планинарски авантури, односно што да правиш кога си на планина. Така да. Мислам дека сите доаѓаат до прашањето многу сакам да шетам по планини, но никој не застанува да го одговори прашањето што да правиш кога ќе стигнеш на планина. Да, и ние го воочивме тоа и си рековме дека е многу добро. Мислам не дека шетам по планини, да се разбереме. Добро? Ама кога шеташ, така е. Треба да знаеш години, како. така е, треба да знаеш како. И исто така, низ годините, еден сегмент на кој што сме многу горди е Engage the Night. Оваа година отидовме и чекор понапред, до сега сме имале музичка програма, но оваа година сакавме Engage the Night да биде прикажување на млади алтернативни upcoming бендови и да им се даде простор, бидејќи знаеме колку е ограничен просторот кој што млади алтернативци можат да го користат за себе промоција. Направивме соработка со Гола планина колективот и од нивна страна ќе имаме 6 бенда кои што ќе ја промовираат својата музика, ќе има авторска музика и сите млади гости ќе можат да се забавуваат. И последниот сегмент на кој што исто така сметам дека е доста значаен е Engage Youth, еден дел кој што не е во рамки на главната Engage конференција, но е многу важен дел за промовирање на локалниот активизам. Оваа година Engage Youth се случи во Скопје и во Маврово и Ростуша, односно во село Ростуша, каде што млади активисти имаа можност буквално да зборуваат за активизмот во нивната локална заедница и тоа е рурална средина која што ретко има настани, особено настани за млади. И беше доста значајно за младите кои што земаа учество на самата конференција да се здружат со активистите кои што зборува, активисти кои што се релативно на нивна возраст, да може на наједноставен начин да им прикажат зошто они треба да бидат активни чинители во општеството и зошто да се вклучуваат во процесите. Околу програмата, да, бидејќи ќе почне стварно веројатно да ми се бидејќи ја држам веќе долго, знам дека треба да се врати во МКЦ. Околу делот на програмата започнуваме од 14 часот, рековме така? Да. И почнувајќи од 14 часот, сега јас ќе отворам програмата, за да не мора да сгрешиме нити ни јас нешто во делот на тоа, чисто да им пренесеме на луѓето. Некој во последен момент ако му притекне да ви се придружи, смее ли? Да, ние имаме регистрација. Знам дека има, затоа прашувам. За да може да се улесни процесот, но секако сите што се заинтересирани да се приклучат на конференцијата, ќе може самото тоа да го направат во помеѓу 13 и 14 часот за време на регистрацијата на настанот, или доколку имаат само еден од говорите кои што сакаат да го слушнат, директно да дојдат во временскиот термин за тој говорник. Почнувате со Викторија Хамет? Не, почнуваме со Нина Павичевиќ, која што е креаторка на профилот Критички, кој што е Инстаграм профил, и ќе зборува малку повеќе за социјалните мрежи како средство за промени. Потоа одиме на Леон Шумански, дел од Гола планина колективот, кој што ќе зборува малку повеќе за младите и борбата против скептицизмот. На памет ја знае програмата, супер. Да. Те проверувам. Добро. Продолжуваме понатаму со Христина Божиновска-Гикова, која што ќе, како што спомена веќе, ќе зборува за Моје здравје како сервис за младите со оштетен слух. Продолжуваме со работилницата на Сифо Предраг Петрески и понатаму се враќаме повторно на самите говори, каде што ќе имаме онлайн вклучување од Гералдина Гера Гарсес, дел од фондацијата Алдеа од Еквадор, која што малку повеќе ќе зборува за родовата еднаквост и перспективите и напредокот кој што го имаме во 21 век. Продолжуваме со
Кристина Ампева, која што е доаѓа од Сдруженијето Гласен текстилец, која што ќе зборува за правата на текстилните работнички, односно борбата која што ја има за нивните права. Интересно, морам да признам, извини што те прекинувам, дека зафаќате и теми за кои што, да речеме, генерално луѓето не би помислиле дека се тоа теми за млади. Еве како, например, правата на текстилните работнички. Точно, но знаеме дека голем дел, особено од оној предел во Источна Македонија, и млади се вклучени во таа борба. Не, многу ми се допаѓа идејата за темата, но веројатно на многумина не би им текнало таква тема да работат, бидејќи ќе мислат дека не е тоа за младите. А вие се зафаќате за теми кои што навистина пробуваме да направиме микс, бидејќи колку и да се чини дека не е тема за млади, повторно е тема која што има извонреден активизам позади себе. И кога ќе дојде Кристина и ќе ни раскаже за нивната борба, јас сум сигурна дека нема млад човек што ќе остане индиферентен да слушна за потешкотиите. Па затоа колку и да не делува дека е за млади, добро е младите да се запознаат со предизвиците што се со кои што се соочуваат текстилните работнички. После Кристина? Понатаму одиме со Аделина Тершани од Косово, која што е феминистичка активистка, дел од Kosovo Women's Network, во исто време поетиса и новинарка, која што ќе зборува за поезијата како отпор кон патриархалните норми, но исто така и ќе има изведба, слем поетри изведба на низината поема Патриархална траума. И на крај завршуваме со Викторија Хамет, која што е дел од Gen Z for Change, која што ќе ни зборува малку повеќе за како генерацијата Z прави социјална промена и активизмот позади генерацијата Z. Добро, за работилниците веќе зборувавме, ги објаснивме сите нив. Ајде сега да видиме што вели зграбчија ноќта. Зграбчија ноќта, прво... Така ли би го превеле engage? Мислам дека најсоодветно во случајот би било. Зграбчија ноќта, па... Не, за engage зборувам сега генерално, бидејќи се вчера посветив доста внимание, како и секоја година претходно, како да го преведам. Порано сум го пишувал на латиница, но одлучив дека треба да барам некои варијанти, на крајот не го пишав никако во насловот, да знаеш, тука е само настан за социјален активизам. Ама да, engage. Добро. Види, имиња не се преведува. Се согласувам, затоа го напишав на кирилица engage и многу лошо ми звучеше и го тргнав. Добро, извини. Нема буквален превод, бидејќи engage и ние сме го размислувале тоа низ годините, но за жал нема никој најсоодветен збор што ни текнал, па затоа и останува engage, а дополнително супер е препознатлив бренд. Не, веќе е бренд, нема ништо да се менува. Зборувам за ваквите закоравени како мене да најдеме некоја македонска варијанта. Ке размислам. Ако ти текне нешто, кажи. Да. Ајде. Engage the Night всушност почнува за време на регистрација со Дино Шкринјарич, извинете. Не, ма врска, јас истото презиме бевам сгрешено неколку пати. Кој што, односно бесниот Витез, кој што ќе пушта музика за време на регистрацијата помеѓу 13-14 часот. И вечерта од 20 часот ќе имаме можност да слушнеме 6 бендови кои што се дел од Гола планина колективот: Кем, Неандра, Диоз, Занаду, Рент и Сиверт. Си ги научила сите. Одлично. Сите ги проверив, точно се кажани како што треба. Ивона, имаш ли нешто да додадеш на крајот од нашиот разговор? Се надевам дека оние што не гледаат ќе можат да присуствуваат на Engage оваа година. Покрај онаа програма што ја споменав веќе, ќе имаме такоси, поддржани од Fed Kitchen Bistro. Ќе ги факторирам после завршувањето на емисијата и ќе имаме доста забава и онаа моја реченица: ако не доаѓате за конференцијата, дојдете за прегратките, така да се надевам дека ќе имаат можност сите млади кои што се слободни да дојдат не едно за окружување на нивната учебна година, но исто време да се инспирираат што може да направат и како да се вклучат во општеството. И за крај би сакала да си ги поздравам моите колеги. Може. Особено нив нема да ги факторирам. Кои што неуморно работеше за остварување на оваа конференција. Иако јас сум денес овде, ние сме поголем тим, кој што се грижи конференцијата секогаш да е навремена, да оде се онака како што сме го замислеле.
Ти благодарам за издвоеното време и за тоа што буквално на самиот ден на најжешките часови пред почеток на настан ми се придружи во студио во живо. Имавме идеја и од таму од терен, ама тоа беше малку тешко изведливо со оглед на второто интервју за кое што ќе ви најавам за кратко за што станува збор. Во секој случај, Ивона, посакувам успех денеска и искрено се надевам дека успехот денешен ќе ви даде сила за 13-тото издание. Може би бројката е несоодветна, ама пак на крајот јас повеќе ја сметам за среќна од колку баксузна. Се согласувам тука со тебе, така да мислам дека ако ова ќе биде супер, но мислам дека следното уште подобро. Се согласувам и јас околу тоа. Благодарам. Фала ти многу.